Баш Жана Киев ќе биде новиот советник во Советот на општина Штип, кој доаѓа на местото на Душко Иванов. Ова како одлука ќе се применува од наредната седница на Советот, додека Иванов вчера присуствуваше на последната седница како советник од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Имав можност да бидам дел од оваа советничка група на советници во општина Штип. Координатор на советничката група на ВМРО ДПМН е Коалицијата за обнова на Македонија. Советници кои со својата работа во Советот покажаа честност и одговорност. Покажаа дека не се сите исти и може да се работи во интерес на нашите сограѓани кога се сака. Покажаа дека коалицијата со граѓаните на нашиот Штип може да функционира. Барањата на граѓаните се обврска и услуга која треба да ја обезбедат институциите, градоначелник и совет на општина Штип. Ви благодарам, колеги, благодарности до службата за поддршка на Советот, напиша Иванов на својот Facebook профил. Ваквите промени се заради изборот на Душко Иванов за пратеник во Собранието, позиција која ја доби согласно последните парламентарни избори кои се одржаа на 8 мај. Уверението пратеник е подигнато од страна на партијата, а според првични информации конститутивната седница треба да се одржи на 28 мај во вторник. Со тоа престанува мандатот на Иванов како советник во Советот на општина Штип, а во мирување се става и неговата работа во Агенцијата за електронски комуникации. Иванов во телефонски разговор за Имнет телевизија посочи дека во план е да ја задржи функцијата како председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. За оваа функција тој беше избран на 4 мај 2022 година и мандатот е со трајање од 4 години до 2026 година. Инаку Душко Иванов беше советник во Советот на општина Штип од октомври 2021 година, кога се одржаа локалните избори. Ова е прв негов мандат како советник, а воедно беше и координатор на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата.